Почитувани, добро вечер. Од мене Ацо Кабранов, го следите отвореното студио на 1 ТВ. Во наредниве 40 на минути ќе проговориме за дали работодавачите им го исплатија регресот за годишен одмор, популарно наречениот К15 на работниците за изминатата 2018 година. Во Централниот дневник гостин ни е министерот Венко Филипче, министерот за здравство, и имаме јавување во живо од Атина нашата колешка Атинатовска. Ја следи довербата, гласањето околу довербата на владата на Ципрас, и ќе имаме јавување од Лондон од колешката новинарка Жанета Скерлев околу Брекзитот. Во печат на неделата, која е од 21 часот, колегата Саша Ордановски, темата е што ветува новиот закон за антикорупција. Во 22 часот гостин е вице-премиерот Бујар Османи. Темата е дали има време да се фати јунскиот воз за старт за преговори со Европската Унија. Тоа се вечерашните содржини на програмата на 1 ТВ, и како што најавив на почетокот, првиве 40 на минути се одвоени за исплатата на регресот за годишен одмор, или како што ние популарно го нарекуваме К15. Ваш и мој соговорник вечерва е раководител на оделението за инспекцијски надзор од работа. Така, нели? Од работни односи. Од работни односи, да. Тоа е господинот Злате Стојановски од Државниот инспекторат за труд. Добро вечер. Добро вечер. Еве, сега актуелно станува, иако регресот за годишен одмор, односно К15, треба да се исплаќа многу порано. Тоа е наменски за годишните одмори, но сега е повторно актуелно дали годинава календарски измина, дали и колку работодавачите им исплатија К15 на работниците. Вие сте на терен, инспекторите се на терен. Има многу пријави од работници дека не им е исплатено К15. Па, како стои? Од прилика има после Нова година за овие 15 дена околу 300 пријави дека нема исплатено К15. Актуелно први денови од годинава е представките во Државниот инспекторат за труд од работници на кои не им е исплатен регресот за годишен одмор за минатата година. Работодавачите имаат обврска да исплатат регрес за годишен одмор за секоја тековна година, така и за 2018 година. Тоа е обврската до крајот на годината. Кога зборуваме за регресот за годишен одмор, треба да напоменеме дека тоа е надомест кој работодавачите треба да го исплатат на работниците. Малку увод да дадам околу надоместоците кои треба да ги примаат работниците. Според Уставот на Република Македонија, работните односи се уредуваат со закон и колективен договор. Значи, Уставот и на колективните договори им дават сила. Регресот е уреден со колективниот договор помеѓу синдикатот и работодавачите. Да. Регресот е уреден со општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Има тоа од 2013 година. Колективниот договор си постои од порано, меѓутоа 2013 година, на крајот на 2013 година во декември, синдикатите и организацијата на работодавачите подпишаа спогодба со која предвидоа регрес за годишен одмор кој претходно со години не се исплаќаше, иако тој надомест не е новина, се исплаќаше во претходниот систем, и тоа беше изведено право од правото за годишен одмор. Така тогаш сите го примаат, тоа беше предвидено со закон. Сега се иземени. Да, тогаш беше предвидено со закон, и сега само за вработените од приватниот сектор од областа на стопанството. И првата година беше предвидено регресот за годишен одмор да изнесува најмалку 40% од просечно исплатената плата во последните 3 месеци. И тоа изнесува околу 9000 и нешто денари. Така и сега го рачунаат. И сега е така, да, и сега е така, да, околу 9600 и нешто така. И единствен услов беше работникот да работел, односно и сега е работникот да работел кај работодавачот најмалку 6 месеци во годината за да се стекне со право на регрес за годишен одмор.
Првата година при исплатата имаше доста потешкоти, работодавачите беа како затекнати со тоа право и имаше потешкоти, не исплаќа, помалку исплаќа, бара. А секогаш работодавачот сака помалку пари да даде. Бара да имаше случаи кај што бара да им ги вратат парите, меѓутоа тоа е една појава која тешко се утврдува. Работници се жалеа дека им бараат да ги вратат парите, меѓутоа тоа ние како инспекција тешко го утврдуваме. После тоа 2015 година се измени колективниот договор и се така една непрецизна одредба во колективниот договор која е многу сложена за примена. Па така пак предвидува најмалку 40% од основицата да се исплати, меѓутоа наредниот став вика работодавачите кои работеле со потешкоти во годината, земајќи ја социјално-економската состојба, можат да исплатат помалку од овој предвиден основ, односно предвиден минимум, со тоа што треба да подпишат спогодба со синдикатот и ако немаат синдикат со представник од вработените. Спогодба дека ќе исплатат помалку и да извршат консултации со гранковиот синдикат. Непрецизноста на оваа одредба е со тоа што не е лимитирана долната граница на исплатата на регресот кој може да иде помалку. Колку може да биде најмалку. И што значи тоа економски потешкоти со кои работеле. Тоа инспекцијата не може да го утврдува, тоа треба да го констатираат синдикатот и работодавачот при подпишување на спогодбата дека ќе се исплати помалку. Ајде сега да одиме со ова што е актуелно. Рековме дека со завршување на календарската година секојдневно имате представки од работници дека не им е исплатен К15, не им е исплатено. Вие постапувате, одите на терен врз основа на тие пријави и констатирате што ќе констатирате. Од почетокот на годинава секој ден пристигнуваат представки. Ние имаме 30 подрачни единици во државата и во секоја подрачна единица работниците од тоа подрачје поднесуваат представки. Имаме околу 300 представки досега добили. Мораат лично или може и писмено да ве известат? Писмено. Писмено. Главно писмено работниците поднесуваат писмени представки. Сите представки се земени во постапка, инспекторите се на терен, вршат контроли и постапката е таква што со оглед дека ова право е предвидено со колективен договор, не е предвидена директна санкција ако не е постапено. Меѓутоа, инспекторот ако констатира дека не е исплатен регресот, тогаш го задолжува со решение работодавачот во определен рок да го исплати регресот. Колкав е тој рок? Инспекторот цени обично 8 дена. Се дава 8 дена, во рок од 8 дена да го исплати регресот. Ако не постапи по решението на инспекторот, тогаш тоа е казниво, тоа е санкционирано непостапување. Поднесува прекршочна. И после тоа инспекторот поднесува прекршочна пријава заради непостапување по решението на инспекторот. Казната е од 3000 евра предвидена за работодавачите, со тоа што се одмерува согласно законот за прекршоци во зависност од големината на правниот субјект и од економската состојба и од завршната сметка на работодавачот. Дали работи со загуба или не? Да. Вие имате големо искуство во овие инспекции. Кои се образложенијата на работодавачите? Зошто не го исплатиле регресот и чекале дури и да помине и календарската година и да не го исплатат? Главно овие што исплатуваат помалку се жалат на тоа дека работеле со економски потешкоти и поради тоа исплатиле помалку. А овие што не исплатиле, поголемиот број од представките се од работници на кои им престанал работниот однос кај работодавачот. На тие што се жалат кај вас? Кај нас што се жалат, а си заминале од таа фирма, исполниле условот од 6 месеци и работодавачот исплатил регрес на вработените кои останале кај него, на овие што си заминале не им исплаќа, иако има таква обврска. И вие го задолжувате да им исплати? И на овие работници да им исплати, ако имаат над 6 месеци работа кај истиот работодавач. Најмалку 6 месеци. И после тоа правите контрола дали им е исплатено? По донесеното решение, инспекторот врши контролен надзор, констатира дали постапил работодавачот по решението и ако постапил, констатира и го известува работникот дека е постапено и дека регресот му е исплатен, а ако не, тогаш поднесува барање за поведување прекршечна постапка. Вие одите на терен
отворен по фирмите само на оние за кои што ќе добиете пријави или и вие самите и само иницијативно контролирате? Инспекторатот главно работи по програма за работа, врши редовни надзори кај работодавачите и врши надзори, воредни надзори по представки од работниците. И при редовните надзори исто така меѓу другите работи се контролира дали работодавачот исплати регрес за претходната година и ако нема представка за тоа. Ке проговориме и ваша дејност и исплатата на надоместоци за прековремена работа и за празници, колку тоа се почитува, колку работниците го добиваат тој надомест, инаку да ги поканам гледачите дека и тие може да се вклучат со прашања или со свое искуство околу проблем околу тематиката К15 и надоместоци за прековремена работа и за време на празници работење без да добијат надомест. Дали е масовно ова или сега е подобрено К15? Има многу игри околу тоа. Например, една од тие е дека работодавачот на сметка ќе му уплати на работникот сумата, да речеме 9600 колку е сега. Но му ја бара да му ја врати на рака. И сега да ви пријави кај вас, тоа е тешко може да се докаже. Таа појава имате беше, ли такви пријави? Таа појава беше по-честа првата година, првите години кога се воведе регресот, се јавува работници кај нас и ние не можеме тоа, односно тоа тешко се утврдува. Последниве години тоа не е некоја честа појава, макар да има такви појави. Сакам да кажам, можда тоа е поради тоа што веќе е кривично дело ако работодавачот на работникот му бара да ги врати парите кои му ги исплатил како плата или некој друг надомест, кривично дело за кое е предвидена казна затвор и веќе работодавачите потешко се одлучуваат на таков чекор. Јас ќе замолам, не знам, не видов дали е ставен телефонскиот број на кој што гледачите може да се јавуваат и да поставуваат прашање до господинот Стојановски. Инаку, околу исплатата на прековремената работа. Како законот предвидува дека работодавачот дали се придржуваат работодавачите кон тоа? Законот предвидува дека работодавачот во одредени случаи може да воведе прековремена работа. Тоа е секоја работа што е повеќе од 40 часа во неделата. Меѓутоа и прековремената работа законот ја лимитирал најмногу 8 часа во неделата, прековремено да може да се работи и најмногу 190 часа во годината. Работниците кои што работеле повеќе од 150 часа во годината, а не отсуствувале повеќе од 21 ден, имаат право на плюс бонус плата, уште една плата. Прековремените часови работодавачот е должен да ги плати 35% повеќе од редовните часови. Да. Има појава на прековремено да се работи, работодавачите да не ги исплаќаат тие часови. Работодавачот е должен да води евиденција за работното време на работниците. Сите работодавачи што имаат над 25 вработени се должни електронска евиденција да водат. Кога се веде електронската евиденција во законот, не предвиде на кој начин треба се води електронската евиденција и имавме случаи каде што работодавачите манипулираа со електронската евиденција, па кога инспекторот ќе вршеше надзор, никогаш не е тука тој што може електронската евиденција да ја прочита, па кога ќе побараше инспекторот да му донесат податоци, секогаш носеа податоци дека сите дошле во 7 часот, сите заминале во 15 часот. Поради тоа, како масовна појава, баравме измена на законот и од 2013 година се измени законот и се предвиде министерот да донесе правилник со кој ќе се уреди начинот на водење на електронската евиденција. Со тоа што да има администратор кој единствен ќе управува со системот за електронска евиденција, системот за електронска евиденција да генерира дневни, месечни и неделни извештаи за сите работници и да бележи секоја промена на системот ако има извршена промена. Со тоа донекаде се воведе ред во електронската евиденција, макар да и се уште има прековремена работа која не е платена на работниците, она како што предвидува законот. Сакам да ве прашам, бидејќи вие инспекцијски надзор вршите, дали лицето кое што ќе пријави
ако попера да биде анонимно, бидејќи може да има и реперкусии после тоа од работодавачот заради тоа што пријавил, да речеме, не му уплатил К15 или не му плаќа прекувремени работни часови одработени. Дали го почитувате тоа анонимно да биде? До инспекторатот доаѓаат анонимни пријави и пријави од работници со име и презиме. Вие може да ги знаете, но инспекторатот постапува и по анонимните пријави и по пријавите од работници. Кога ќе добиеме пријава дека одредено право на сите работници е ускратено, тогаш може да е и анонимно, може и да е подпишано, работодавачот не мора да знае. Меѓутоа еве како овие случаи каде што работникот си заминал од работа и не му е исплатен регресот за годишен одмор, поднесува за него, мора да инспекторот да каже за кој работник се работи, односно на кој работник му е тоа право ускратено и за кој работник бара податоци. Во тој случај мора да се каже од кој работник е поднесена пријавата. Инаку во другите случаи не мора да се каже од кој работник е поднесена пријавата. Значи има анонимни, се постапува и по анонимни да се каже кој работник се жалел на тоа. А ова кога одите на инспекцијски надзор за неисплатена К15? Кога одиме во редовни надзори, бараме за сите работници. Не, на пријава. Кога одиме по пријава... Тогаш нема зошто да кажете кој ве известил дека не исплатил. Кога одиме, ви кажав, ако одиме за повеќе работници, за сите работници, не мора да се знае за кој. Меѓутоа, кога се работи за поединечен случај, тоа го бараме тој поединечен случај. Ако на сите им исплатил, на тој работник не му исплатил, го бараме поединечен случај, дали не му исплатил. Например, како што е ако си заминал веќе од таа фирма и не работи таму. Добро, тогаш е тоа мора да се види. Имате ли доволно инспектори за да го покриете теренот, што биде колку? Тоа е едно од проблематичните состојби на инспекторатот, што немаме доволно инспектори, колку што има и барање за редовни надзори и барање представки од работници. Ние како инспекторат за труд сме единствен инспекторат кој врши надзор кај сите работодавачи, кај сите правни субјекти, регистрирани правни субјекти што се во државата. Сите имаат работници, односно сите кои имаат работници, ние вршиме надзор. Да се покријат сите работодавачи, треба повеќе инспектори, малку инспектори имаме и што е уште полошо, старосната структура на работниците е неповолна, на инспекторите е неповолна, да. Колку имате од прилика сега? 100 имате ли? По работни односи имаме 60 инспектори по работни односи. Тоа е за цела република? За цела република и останатите се инспектори за безбедност и здраве при работа. Покриена ви е целата? Да, со овие инспектори покриваме целата република. Имаме 31 подрачна единица, во сите имаме по некој инспектор. Па тоа е многу малку. Малку. Па како успевате? Работиме. Работите? Да. Затоа што не се само вонредните овие на пријави. Работиме по програма, мора да вршите редовни надзори. По програма имаме годишна програма за работа, разработена во квартални и месечни планови за работа за секој инспектор. Многу често за празници има градежни фирми. Да. Медиумите објавуваат дека и за празници работат. Па реагирате ли вие или? Гледате, законот не забранува работа на празник. Законот предвидува дека работодавачот кој процесот на работа е таков да треба да работи на празник, може да воведе работа на празник, но треба да му исплати. Меѓутоа треба да плати празнична дневница за работниците кои работеле на празник и во тоа е проблемот што работодавачите избегнуваат да плаќаат онака како што предвидува законот и колективниот договор. За работа на празник работникот треба да му се плати како и на сите работници што тој ден не работат надомес за празник. Покрај тоа, часовите кои ги изработил на тој ден треба да му се платат зголемени за 50%. Тоа работодавачите го избегнуваат да го платат на тој начин. Би добил дневница и пол, да, така? Дневница, значи тоа е 150% за тој ден што работел, ако работи цела дневница, мислам 8 часа. И имате ли успех? Имате ли фидбек од тоа што ги правите тие инспекции? Се подобрува ли состојбата на терен или работните односи се односи меѓу работниците и работодавачите? Работниот однос е договорен однос меѓу работникот и работодавачот кој предвидува обврски и за едната и другата страна. Работодавачите се тие што треба да го примеат законот и колективниот договор. На крајот на криштата некој пат и вие треба да ги штитите и работодавачите, така нели? Ние сме орган кој врши надзор на таа примена.
Надзор на примената. Треба да се подигне свеста кај работодавачите дека треба да ги почитуваат законите и работниците да можат да ги остваруваат своите права. Последниве години со оглед дека се промени односот на понудата и побарувачката на работна рака, се потешко работодавачите доаѓаат до квалитетни работници. Секој ден кај мене доаѓаат работници кои ја напуштаат работата, а работодавачите сакаат да ги задржат, односно бараат да се почитуваат касниот рок. Тој недостаток на работна рака ќе доведе и до тоа да се подигне и остварувањето на правата на работниците. Ми се жалат ли, имате ли пријави од работодавачи или само од работници? Па имаме и некогаш вие треба да ги штитите на крајот на криштата и едните и другите. Работодавачите секогаш е она посилната страна што секогаш самите ги регулираат правата. Ги поставуваат правилата на игра во фирмата. Да. Ние главно се бавиме со правата на работниците. И што мислите, задоволни ли се работниците, како ги штитите? Па, гледайте, ги штитите правата. Јас ви кажав дека ние сме единствен орган кој штити односи меѓу две страни. Секогаш мора да стоиме на страната на законот, она што го предвидува. Никогаш не смееме да излеземе надвор од законската рамка, зашто секогаш една страна ќе биде незадоволна од постапувањето на инспекторот и инспекторот постапува по закон. Режија, не знам, имам ли контакт со режијата, имаме ли јавување од гледачи или немаме? Не слушнам, имаме ли режија, имам, ако имаме гледачи на линија, вклучете. Нешто не... Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ја слушам господинот колку убаво зборува. Како што убаво зборува и така се да функционира, би биле многу среќни. Прво, он во правости зборува, убаво си кажува, меѓутоа ние вработените, што се плашиме да не изгубиме работата, не пријавуваме дека земаме К15 и дека го враќаме. И ако дојде инспекција да праша, земавме. Зошто? Се плашам затоа што ќе бидам отпуштена од работа. Оваа година не ни добивме регрес за тоа што газдарицата вели, да ја не знам, не ги знам законите, како демек имало некој закон таму, она што манипулира со тоа, демек, ако нема доволно, не знам како го кажува тоа, демек, пари за да исплати, затоа не може да исплати. Значи, со години јас земам и го враќам, а оваа година воопшто не зедов. И сега, да ја кажам и фирмата и се, утре ќе ми избркаат од работа. Затоа се ќутим. Значи, не функционира. Они убаво го кажуваат, убаво е поставен законот. И велат дека одат на контрола и контролираат, меѓутоа работодавците дефинитивно манипулираат со вработените. Само толку, ви благодарам и пријатно. Гледайте, ако за минатата година не сте добиле регрес, можете да пријавите во инспекторатот, може пријавата и да е анонимна, инспекторатот ќе изврши контрола и ќе го задолжи работодавачот да исплати регрес. А околу враќањето на парите, кажав дека тоа тешко утврдливо, инаку тоа е кривично дело, работодавачот за кој ќе се утврди дека бара од работниците да ги вратат парите кои ги примиле како регрес или како плата, тоа е кривично дело за кое е предвидена казна затвор. Да, тоа ако се утврди. Ако се утврди, а се утврдува, мора да се инволвира Министерството за внатрешни работи. И Министерството за внатрешни работи да се вклучи во утврдувањето на ваква. Да, инаку вие ако отидете во инспекција и да му кажете на работодавачот дека сте ги побарале парите назад, му ќе рече не. Гледачката, ние не само да ги прашаме работниците дали добиле регрес, односно К15, туку бараме работодавачот да приложи документ дека исплатил регрес. Да, не може само на збор. Само на збор. Единствено може манипулација да настане ако е ги префрлил на сметка и после им ги побарал назад. Тука вие сте тука немотни. Тоа е немотни. една доказна постапка што тешко се утврдува. Тука вие не можете да се тоа да го полиција утврдите. Во докажувањето, односно во утврдувањето на таквата појава. Режија, имаме ли друг на линија? Ало? Ало? Добро вечер. Само стишајте го тонот на вашиот телевизор. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Са добро, само едно прашање имам. Ајде.
За болниците низ државата дали важи К15? Тоа е едно. И уште една забелешка за слушнав дека таму доколку еден некој пријави од вработените, доколку се работи само за еден, морало да се каже кај работодавајцот за кој вработен се работи. Сега јас предлагам доколку има еден таков, кој ќе оди инспекцијата во фирмата кај ќе има пријава, нека побара за 10-15 вработени и во тие 15, 20, 10 вработени да види тој што пријави, за да не се знае кој е. Првото што беше? Болниците дали. Болниците низ државата дали е задолжително К15 Така, да ви кажав на почетокот дека регресот е уреден со колективниот договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Него го подпишуваат работодавачите и синдикатите. Значи, добро. Болниците има државни болници. Да, сме известени дека за одредени дејности кои не спаѓаат во стопанство, а тука е и здравството, дека за нив не се однесува овој колективен договор. Значи, не важи и за приватните болници и за државните. Да, и приватните немаат обврска да исплаќаат регрес. Нема а ова што рековте, ние кога вршиме контрола, бараме работодавачите дали на сите работници им исплатил регрес, а не на поединецот само дали му исплатил. Да. А главно овие пријави кои доаѓаат од работници кои го напуштиле работното место, односно престанал работниот однос и тогаш на останатите им исплатен. Работеле повеќе од 6 месеци, на останатите им е исплатен, на овие не им е исплатен. Имаме ли режија уште на, ако имаме пуштете, бидејќи на слушалката не можам да функционирам, или немаме? Добро вечер, Македонија. Ајде, добро вечер, повелете. Повака да го прашаме гостинот пред се да искажеме задоволство што минативе, значи години имавме друга власт која сполајмо на Бога имаше чувство за работничка класа и го врати К15, нели? Пошто нели сегашната нели власт како поранешна комунистичка го Ајде да не мешаме политика, темата е К15 и сега за работниците. Скоро на ваква емисија, нели, слушнав една жена се јави, мајка на детенце со посебни потреби. Да. И со плачење мајката зборуваше, значи толку беше вака посветно жално, дека било уценета да гласа на референдумот, нели, кој беше скоро кај нас, и дека и рекле ако не појдеш да гласаш, ќе видиш од работа избркана. И така како достојна македонка не било да гласа на референдумот и ја избркале од работа, значи. Дали е тоа праведно, честно и човечки пред се и дали е тоа според нели оние комунистички догми на Ама вие реков дека темата не е политика, него туку е животна. Работничките права, К15, наплата на прековремена работа и за време на празници. Гостинот е од Државниот инспекторат за труд, така да не ми е јасно зашто ја инволвирате политиката баш сега. Не, само се на прашање. Скоро, значи, минатава година беа избркани од работа и јавници луѓе кои беа со договор, нели, на работно место по наши македонски фирми, дали тоа е праведно често, значи, сиромашни луѓе кои беа пример со еден вработен во семејство и јадници беа избркани дека само беа со договор. Додека нели годините порано многу луѓе од оваа власт блиски на не за добија решенија од таа поранешна ВМРО партија. Иако беа ЗСД, колку е праведно и често, јадници фамилии да останат без парче леп, само дека биле со договор на работно место, се смени власта и оваа власт злобно ги истера од работа и Добро, ќе ви одговори, пак ќе ве опоменам дека мешате многу политика. Не ни беше идејата во овие барем 50 на минути, сакавме и мислев дека кај граѓаните има голем интерес и за исплатата на регресот за годишен одмор и за дали им се исплатува останувањето на прековремена работа и за време на празници.
Имате да одговорите? Законот за го предвидува, од работа? законот го предвидува начинот и постапката на престанок на работниот однос, односно откажување договорот за вработување. Така работодавачот може да го откаже договорот за вработување само ако работникот ги прекршил работниот ред и дисциплина и ако постојат деловни причини кај работодавачот, познато како технолошки вишок. Работодавачот може да му го откаже договорот за вработување, односно да престане работниот однос само на начин и постапка предвидена со закон. Ние имаме и представки од работници на кои им престана работниот однос, а работодавачот не ја запази законската постапка и во такви случаи реагираме, носиме решенија со кои ги поништуваме решенијата на работодавачот со кои им дал отказ на работниците. Меѓутоа во случаите како што спомнате работен однос на определено време, со договор за определено време, законот предвидува дека работен однос на определено време завршува со истекот на договорот за определеното време. Дали ќе се продолжи или не договорот, тоа е работа на двете страни, и на работникот и на работодавачот. Двете страни треба да се договорат за продолжување. Ако едната страна не сака да го продолжи, значи работниот однос престанува. Значи не можеме да го квалификуваме дека е избркан некој од работа. Дека е тоа отказ. Тоа не е тоа е истек на договор за вработување. Истекол рокот во кој бил договорот за вработување. Да. Имаме ли уште на линија режија? Ао, добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака сега, прво би дал неколку суштински прашања и сугестии на гостинот. Ајде. Така, прво да се надоврзам ова последно во што кажа, па после ќе кажам за ќе поставам прашања во врска со К15. Значи не е добро да се манипулира со македонскиот народ со тие договори на дело. Зошто? Има луѓе што работат со месеци, со години, а не зимаат ни пензија, ни социјално, ни стаж им тече, ни ништо. Кога тоа ќе се укини, дали гостинот може да интервенира до власта во интерес на работниците, ако кажува дека се залага за правата на работниците. После тоа, втората битна работа, го слушав разговорот, треба он како представник на, што се вика, за заштита на работните права, заедно со синдикалецот, од увек 27 години ние фигури сме имале, а многу малку се грижеле за работниците, кога они ќе седнат на маса со било која власт, да се изборат конкретно, да нема, да кажеме, договори за дело, и најважно да ги зголемат бројот на инспектори. Не само кај нив, инспектори за ова неплаќање данок и така натака и така натака. Слушавме ние од вести, имало 10 души, 20 души јавни обвинители, 10 души, 20 души инспектори за пазарна инспекција за ова зона. Како може тоа да се постигне во град од скоро 1 милион жители, да се спроведат тие закони кои што се стварно, да кажеме, убаво напишани. И сега да се надоврзам за К15 прекувремена работа. Вие, како за гостинот го кажувам тоа, има ситуации во многу, претежно во фабриките, затоа инспекторите ваши не смеат да спијат, и ако се фати да се корумпирани од страна на работодавачите, да имаат затворски казни. Значи, факт е дека во фабриките најчесто вработените работат, да кажеме, прекувремено, а тоа не им се плаќа, него им го даваат како слободни денови. И така им се собира во годината по 10 дена слободни, не знам, 20 дена, кај го измислија тоа? По моје мислење тоа не е законски. Второ, не ни можат кога сакаат да се ги земат тие слободни денови, и така работниците, за да не останат без работа, не го пријавуваат тоа. Нека земат инспектори, нека прошетаат. Земете и градежните работници, што работат и зиму, и лето, и саботи, и недели, по цели денови на зградиве. Не мора да влагаат во фабрика. Ако се сака, може тоа да се постигне. Во врска со К15, рековте дека е кривично дело да се враќаат парите назад. Па ве прашувам,
дали имате барем еден работодавец ставено во затвор што му се назад вратени парите, или стварно прекинала таа практика откако е донесен тој закон, бидејќи ни еден не слушнавме работодавец да е ставен во затвор. Односно, вие кажете дали постои таков човек. Благодарам. Ви благодарам и вас. Значи, господинот има околу договорите на дело, тој вели дека ќе се ставили крај на тие договори на дело. Гледате, договорот за дело е ден често луѓе, мислам, не знаат луѓе што значи договор за дело. Договор за дело е облигационен договор со кој уредува односи нарачател и извршител, а не работни односи. Што значи, кај работодавачот не може некој да работи секојдневна работа од дејноста на работодавачот, а да биде со договор за дело. И во стопанството кај што вршиме надзор, ако најдеме некој таков, го санкционираме, го сметаме дека тоа е непријавен работник. Кого го санкционирате? Работодавачот го санкционираме и сметаме дека тоа е непријавен работник. Договор за дело може да се склучи за некоја работа која е надвор од дејноста на работодавачот, да дојде извршителот на таа работа, да ја заврши и да му се плати за таа работа и завршува односот меѓу нарачателот и извршителот, а не може по основ на договор за дело да работи секојдневна работа од дејноста на работодавачот. И во приватниот сектор тоа е многу ретка појава. Тоа го санкционираме и многу ретка појава во приватниот сектор. Но и во државниот сектор па договорот на дело станува општа пракса. Добро, и таму се искоренува. Па не знам, не би рекол дека е искоренето, има полно што чекаат редовен решение за редовен работен однос со договор на дело со години. Беше донесен например, градинките, училиштата, сегде има со договор на дело. Гледате, во јавниот сектор имаше таква појава минативе години и се донесе еден закон за трансформација на работен однос. Сите работници што подолго работеа по тој основ, на сите им се трансформира. Сега сакате да ми кажете дека нема такви со договор на дело? Има пак и сега има, меѓутоа тоа во јавниот сектор повеќе отколку во приватниот сектор. Не знам уште нешто гледачот прашуваше. Сам не можам да се сетам за што беше. За работното време. За прекувремената работа. Работодавачот е должен прекувремената работа да ја евидентира и да им ја плати на работниците. Не може прекувремената работа да им дава слободни денови. Тоа не е согласно законот и ако како инспекција констатираме некаде таква појава, го задолжуваме работодавачот да ја плати, а не да им дава на работниците. Значи не може затоа не. Тоа е незаконски, значи не е законски слободни денови за мора да се исплати како прекувремена работа. Полека времето ни истекува, се ближи 20 часот, време за централниот дневник на 1 ТВ. Господин Стојановски, ви благодарам на учеството и на гостувањето во нашата отворена програма. Вам, почитувани гледачи на Интересот, за некоја минута почнува централниот дневник на 1 ТВ. Следете не. Има ли контрола врз вакцините? Гостин во дневникот министерот за здравство Венко Филипче. Дали има време да